Во моментот, покрај тоа што немаме ниту еден асистент, имаме само 4 лаборанти, од кои што 2 се на боледување и всушност не можеме нормално да функционираме. Со овие зборови професорката Марина Стефанова укажува на незадоволството од условите за работа и студирање кои во последниве 20 години стануваат се полоши, како и на повеќе други факултети, а денес како изразија сите професори и студенти на Институтот за хемија пред зградата на Институтот при Природно-математичкиот факултет. Ова уследи по многу обиди уште од почетокот на училишната година да се преговара со управата и да се тргне во решавање на некои од горливите проблеми на факултетот. Упативме многу барања до надлежни за добивање согласности за вработување на млади соработници, за вложување во подобрување на материјалните услови, за поддршка на научно-истражувачката дејност, но ефекти немаше. Само за последното, означено со ургентно барање на согласност за вработување на 2 асистенти и 4 виши лаборанти од август оваа година, беше побарано од нас дополнително објаснување за фискален ефект. И опременоста на лабораториите веќе со години е во многу лоша состојба. Последните апарати се набавени пред 10 години, а тие што се користат за вежби се многу години постари. Студентите кои го поддржаа протестот велат дека континуираното влашување на состојбите се причина што студентите размислуваат да се заминат од земјава. Доколку нешто не се смени, ние сакале некеле сме приморани да заминеме во потрага по подобри услови. Значи, кадарот, знаењето кое што го добиваме ние на овој институт е стварно на високо ниво, меѓутоа проблемот е тоа што ние тоа знаење не можеме практично да го прекажеме било каде. Ова е прв пат по подолго време, поточно од протестите на професорскиот пленум во 2014 година, студенти и професори да излезат на протест и отворено да се побунат. Нив дополнително ги поддржа и охрабрија колегите од Независниот академски синдикат, во кој членуваат и други факултети кои веќе имаат слични проблеми, но и искуства во борбата за нивни права. Во најскоро време ние ќе излеземе како синдикат со резултати од истражувања кои што покажуваат дека состојбата со подмладокот е алармантна, особено на УКИМ и на УКЛО. Дел од професорите велат дека со вакви политики, главно насочени кон Универзитетот Кирил и Методиј и кон Универзитетот во Битола, тие се оставани полека да изумираат.